Дали сте се нашле во ситуација да морате да пазарите во недела или на некој државен или пак верски празник кој што е наработен за мнозинството граѓани? И дали сте се обидале да влезете во чевлите на вработените и сте се запрашале како им е на работничките и работниците кои се приморани со насмевка на своите лица да го служат во недела или на празник, вклучително и на 1 мај, меѓународниот ден на трудот? По конвенциите на Меѓународната организација на трудот се утврдува дека работниците имаат право на непрекинат одмор од најмалку 24 часа за период од 7 дена и во нив се алудира на можноста денот предвиден за неделен одмор да коинцидира со денот од неделата што се смета за ден на одмор согласно традицијата и обичаите на земјата или регионот. Според нивни истражувања на Еврофонд за рамнотежата помеѓу работата и приватниот живот, работата во недела е штетна за здравјето на работниците и постои поголема веројатност за појава на проблеми поврзани со болест и отсуство од работа во установи што работат во недела, отколку во установи што не работат. Од овие причини, како и во насока на следење на современите меѓународни трендови во трудовата област, и кај нас се појави потребата за определувањето на неделата како ден на неделен одмор за сите, со одредени исклучоци во дејностите каде работниот процес не дозволува да се направи прекин. Но што всушност предвидува овој предлог закон и кои работници нема да бидат опфатени од истиот? Предлог законот предвидува недела да биде ден на неделен одмор за сите вработени, освен за дел од работниците во дејностите каде работниот процес не може да биде прекинат. Сепак, може да се каже дека овој закон не ја решава дилемата која веќе со децении е тема на дебата помеѓу граѓаните, а која може да се изрази со прашањето дали продавниците, маркетите и моловите треба да бидат затворени или отворени во недела и за време на празниците. Одговорот треба да го побараме во измените на Законот за трговија. И во тој предлог закон стои одредбата дека трговија на големо и трговија на мало не може да се вршат во недела и на празници утврдени со закон. Но постојат исклучоци од ова правило, иако трговијата не спаѓа во категоријата на дејности која не може да биде прекината. Во исклучоците спаѓаат работниците кои работат во специјализирани продавници или киосци во туристичките места, на спортските настани, фестивалите, манифестациите, семиите и слично малските продавничиња доколку продавач е самиот собственик. И секако, она што предизвика најмногу интерес во јавноста, во недела законот дозволува да работат и трговските центри. Како утеха на работниците кои ќе мораат да работат во недела е нивното право на материјална компензација, изразена во додаток на плата за работа во ден на неделен одмор, односно утврдување на друг соодветен ден за користење на правото на неделен одмор. Иако овие компоненти обично поблиску се регулираат со колективни договори, во нашиот случај се опфатени со самиот закон. Друга добра вест за самите работници е висината на надоместокот која што ќе ја добијат за нивната жртва во недела. Оние работници кои ќе работат во недела ќе добиваат дневница повисока за најмалку 50% од редовната дневница. Покрај тоа работниците мора да добијат и слободен ден кој ќе можат да го искористат во наредните 7 дена. Со измените на Законот за трговија, за вработените во трговијата предвидена е двојна дневница и слободен ден, бидејќи не станува збор за дејност која не може да се прекине. Но каде се потрошувачите во целата приказна? Еден од можните предизвици ќе биде незадоволството кое може да се јави кај потрошувачите во определен временски период, се до стекнувањето на навиките за организирање, настанувањето со неопходните потреби во останатите 6 дена од неделата. Но каква е состојбата во другите држави во однос на работата во недела и надоместокот кој го добиваат работниците за тоа? Во Европската унија нема посебен пропис кој ги утврдува областите за работа во недела и на државните празници. Новата директива за работното време од 2003 година не одредува стриктен ден за неделен одмор, меѓутоа и во нејзе и во Европската социјална повелба се наведува дека државите членки треба да осигураат неделен одмор што е можно повеќе во согласност со традицијата и обичаите на државата или регионот. Неколку месеци пред иницијативата на синдикатите во Македонија за неработен ден во недела парламентот на Словенија ги донесе измените на Законот за трговија со кој се предвидува продавниците да бидат затворени во недела и на празниците. Повеќето од нас имаат посведочено дека во Грција за работниците кои работат индустријска, производствена, комерцијална и секоја друга професионална активност, работата во недела и на државните празници е забранета. Во Германија и Австрија работата во недела и државни празници генерално е забранета. Во Франција неделниот одмор мора да е во недела. Во Белгија работата во недела и за време на државни празници е дозволена, но работата во недела или на празник се исплаќа двојно повеќе од редовната стапка за плата. Во Малта и Норвешка пак пропаднаа обидите да се донесат законодавства кои ќе им овозможат на продавниците да работат во недела поради отпорот на работниците. И
Интересно е тоа што во Норвешка синдикатите добиле поддршка од Сдруженијата на работодавачи за трговија на мало. Сепак, во Европската унија постои обратна ситуација. Унгарскиот парламент во 2014 година донел закон со кој ги присилува продавниците да не работат во недела. Иако на почетокот бил поддржан од синдикатите, подоцна се појави податокот дека дури 90% од членовите сепак се противат на таа идеја, бидејќи сметаат дека тоа ќе им ги смали платите. Истражувањето на јавното мислење исто така покажало дека повеќе од 80% од граѓаните биле против, а парламентот го отповикал законот кој на снага бил само една година. Останува да видиме каква судбина ќе доживее ова законско решение кај нас. Дали ќе успее да ги зголеми работничките права или ќе претрпи сериозни измени и компромиси. Дозволете ми на крај да го цитирам и нобеловецот Алберт Швајцер. Не дозволувајте да ви ја одземат неделата. Ако вашата душа нема недела, таа станува сирече.